издание на рубриката на Кафе Сои Нова професија. Во ова ново издание ќе го запознаете мој денешен гостин Раде Милевски, кој професионално 3 години се занимава со оваа професија, односно една попозната професија кога станува збор за милениците кучиња. Тој е тренер на кучиња, односно дресер, веќе официјално 3 години, но се занимава со тоа, можеме да кажеме и скоро цел живот. Во продолжение ќе слушнеме нешто за тоа како правилно изгледа самиот тренинг на кучиња и се разбира, верувам дека ќе слушнеме дополнителни совети кои што ќе бидат од интерес на нашите гледачи. Да му посакаме добро утро. Благодарам на поканата. Професионално со оваа професија се занимавате околу 3 години. Па професионално да. Да. Што беше она што ве привлече кон светот на тренингот на кучиња и што ве мотивира секој ден да работите со нив? Па за тренингот прво ме привлекло тоа што цел живот сум со кучиња. Буквално цел живот. Порано кога растевме, ние растевме со кучиња секојдневно. Немаше интернет, немаше информации, самите си ги доловувавме работите, односно истражувавме, експериментиравме и едноставно ми се секојдневие, исто како што се секојдневие на моите деца и немало одлука како сега ќе почнам јас со кучиња да се бавам, него едноставно така ми дошло. Цело време сум со кучиња, почувале да ме слушаат моите кучиња, да ги разбирам, а после тоа сум почел, имало коментари, па имам проблем со моето куче да ми го средиш или ми треба ово, и полека навлегуваш. Значи не било тоа од денеска починам ја дресура, него постепено. Од пред неколку години фирмата на која што сум собственик е акредитирана за издавање на сертификати за дресер и социјализатор на кучиња. Акредитирана е од Министерство за образование и наука и од Центарот за образование на возрастни. И сега моментално правиме и обучуваме помлади луѓе кои што сакаат да го работат тоа. Значи луѓето мешаат, мислат дека тоа е за да им го дресираме кучето. Не, ова е доколку стварно имаат желба да го работат тоа, да не контактираат, може да ја поминат обуката теоретски практичен дел. Буквално поминува ни све што треба да помине за да почне да се осамосталува да работи и постојана поддршка има од нас. Колку е важна комуникацијата помеѓу човекот и кучето и како ја градите таа врска помеѓу кучето и вас за време на тренингот? Тоа е најважно. Прво, кучето треба да ве гледа како алфа, за да ве почитува. Кога ќе ве почитува, ќе почне да слуша. Има правила кои што се ги наметнуваме постепено и кучето полека со награди или со играње го манипулираме за да почне да не слуша. Значи не можеме да дојдеме ние во неговиот свет и светот кој што газдата го направил и да почнеме да наметнуваме наше мислење, затоа што нема да добиеме фидбек, кучето ќе се повлече. Никој не сака да му наметнува. Меѓутоа со манипулирање, со игра, со награди, со постојан контакт и со работа со собственикот исто. Он треба да ја продолжи после таа работа со кучето за да добие куче. Значи не завршува дресурата со мене. Тоа е како воспитување цел живот. Буквално нема почуваме се, завршуваме, него јас само ги ставам темелите, они понатаму продолжуваат со вежбите. Верувам дека е потежок тренингот со повозрасно куче. Да, потежок, многу потежок. Затоа и цените се различни за повозрасно куче и од типот на кучето. Значи прво расата, друго е Сите раси ги тренират? Сите раси, да, и безрасни куче, нема врска тука. Меѓутоа кај расниве кога работиме знаеме за таа раса што од прилика не очекува. Карактеристиките се унифицирани. Кај нерасните кучиња немаме точно одреден, треба прво кучето да го видиме, нема одреден карактер, треба да видиме од што е спој едноставно и друго најбитно, освен расава и карактеристиките, како собственикот се однесувал со кучето до моментот кога ќе го превземам јас. Значи имало кучиња екстремно уплашени, кои што не дозволува да се работи со него, буквално, затоа собственикот работи со него, а јас цело време суфлирам и сум као сенка. Значи има и такви случаи. Да, тоа е многу често. Јас сум кажал, треба собственикот да ги смени навиките, за кучето да ги смени навиките. Он го направил, го создал такво куче, освен генетиката, нели? Другото е он задолжен, колку ги смени собственикот навиките и кучето ги смени навиките. Ме интересира, напоменавте во текот на разговорот дека е најважна таа доминација да се постави кон кучето. Доколку ви донесат мало куче, бебе, па
Мислам, да. мало по возраст, не по раст. Да, по возраст. Вие нели му ја поставувате таа доминација. Што е отпосле кога ќе се врати кај сопственикот? Дали се случува да не постои веќе таа Точно така. доминација? Јас ако го градам тоа пример 3 месеци, сопственикот може за 3 дена да го уништи се тоа што сум го градил. Затоа што ако продолжи по старите навики, пример, основна работа е куќето да не седи на кревет и да не спие со вас. Тоа не е затоа што куќето сака, му е помеко на креветот да седи, затоа што може да му купите исто меко, симнете го доле, истото тоа што лежи, куќето ќе сака до вас. Значи, оно сака да е на исто ниво со вас. Ако е на исто ниво со вас, куќето нема да ве слуша. Затоа секогаш викам, куќето треба да спие доле. Сега многу ќе негодуваат за тоа, меѓутоа јас знам што правам. Така вие си ја знаете Па работата. да, затоа што после тоа се јавуваат други проблеми, куќето почува да доминира, па почува да ржи на луѓе што седнале на истиот кревет, он едноставно си го узурпира тоа место е негово и не дозволува никој. Така да сопствениците треба да иследат тие правила за да го поправиме тоа. Како би им помогнале на луѓето кои што буквално се борат со однесувањето на нивните куќиња и кои се оние најчести грешки кои што ги прават според вас? Најчести грешки е што куќето е цело време со нив. Тука е таа модерна психичка состојба, сепаративна анксиозност. Значи, тоа е состојба кај што куќето не знае да биде само. И ние во животот не можеме нонстоп да бидеме со куќето. Затоа треба да го навикнуваме да седи само. Нели имаме обврски, идеме на работа и така натаму. Затоа треба од мало полесно да ги прифаќа работите. Возење во кола. Значи, во кола не може куќето да се вози напред. Гледам често ги возат напред, буквално шоферот го држи у раце. Таму има airbag, што ако пукне, куќето ќе го остави на место. Значи, било минимален судар да има, куќето ќе загине. Има транспортери кои што треба куќето да се влезе у транспортер. Исто ко ние што живееме у затворен простор, нашиот се вика стан, нивниот се вика транспортер или кафес. Така да куќето треба од мало да свати кај треба да седи и кај му е местото, да му се наметнат правилата. Работам исклучиво со сопствениците, да се присутни, прво да се осигураат дека нема да ги малтретираме, тепаме, физичка сила да применуваме и така натаму, а друго и они подсвесно учат и го гледаат однесувањето мое со куќињата, па и они го применуваат, несвесно го прават тоа, меѓутоа го прават. Дали препорачувате за секој кој што планира да чува куќа да посети тренер за куќиња? Па препорачувам, ако не друго, пример, ако не може финансиски да си дозволи да работи целосна дресура или неќе да се замара, затоа што тоа е процес кој што трае 3-4 месеци и он треба да биде присутен на секој час. И сопственикот и Колку куќата ми часа треба. неделно или месечно? Па 2 часа до 3 неделно. Ќе има некоја пауза сигурно у тој период, значи се фаќаат 3 до 4 месеци сигурно. Значи, ќе го посветиш тоа, меѓутоа после тоа цел живот имаш куќе кој што 10-12 години ќе го чуваш и ќе немаш проблем. Има и исто друга опција, индивидуални часови, кај што работиме, јас кажувам, после тоа они вежбаат, па за недела две кои ќе осетат потреба се гледаме пак, им станува интересно на луѓето, па почнуваат да бараат уште и уште и уште, гледаат дека има напредок. Многу мислат дека нема да има напредок и затоа не доаѓаат, као па не знам јас колку ќе успее и Нема го доволно оставаат така, верба. да. И после куќево кој ќе почне да прави проблеми на година и пол, две, више тука е проблемот. И точно знам кај кое куќе нема да успее дресурата, им кажувам, џабе ќе се мачим. Мислам, Од некај кој кое аспект куќе, нема да успее? па нема да успее зашто они нема да ја практикуваат. Пошто дресурата и психологија со луѓе, јас куќето ќе го средам, после гледам дека сопствениците со недоверба гледаат или не се упорни да продолжат со тоа, нема да успее тука ништо. Како тренер, што најмногу сакате кај куќињата, која е нивна особина и што е оно кое што најмногу ве инспирира? Најмногу кај куќињата, најголема доблест им е верност. Тоа е факт, затоа ги сакаме куќињата, затоа што се верни. Едноставно, она е спремно, ако вие сте му алфа и ако ве осеќа како Сите сопственик, сите куќиња, да. Сега некогаш се малце со медиумиве се сликата се шири, Секогаш не има е баш стереотипи. реална, да, не е реална, него се преувеличува за нивната верност. Меѓутоа, куќето ако ве осеќа како сопственик и едноставно ви е предадено на вас да живеете у мизерни услови, да немате за јадење, да не го храните, оно нема да се отиде од вас. За разлика, пример, од мачката, која што е спротивен карактер тотално. Они се, нели, ловци, способни се самите да си го добијат пленот и затоа не се приврзуваат толку према
Значи знаат дека се можат сами да функционираат. А куќето доколку вие сте му газда ќе остане со вас цел живот. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго за овој разговор. Благодарам и на вас.